Тоа ќе биде јавно-пријатно партнерство, него што сега кажувам. И тоа ќе биде јавен тендер со јасни критериуми. Има реална можност да се случи приватно-јавно партнерство за КХС со австријски капитал. Дури има најавено затварање на Дрисла. Ќе депонираме просто во приватна депонија. Тоа е поентата, значи да не биде јавна депонија, туку да биде приватна депонија. Премиерот Христијан Мицковски ги потврди информациите на Левица за план за приватизирање на комунална хигиена Скопје и Дрисла. Како кандидат за градоначелник се обврзувам пред своите сограѓани дека доколку ни биде доверен мандатот во Советот и како градоначелник, нема да има приватизирање на било кој капацитет на град Скопје. Јасно е дека во октомври, ако им довериме повторно мандат на ВМРО ДПМН, план е масовно приватизирање на скопските предпријатија. Сите тие во изминатите години се намерно финансиски колабирани и хендикепирани за да се оправда нивното приватизирање, тоест да се создаде перцепција во јавноста дека доколку не бидат приватизирани, тие не можат да ги дадат услугите кои им се потребни на граѓаните. Ќе се потсетите дека вака беше случајот и со приватизирањето на ЕВН, кога преку бомбона бизнис електродистрибуцијата падна во приватни раце, а од тоа граѓаните добија само повисоки сметки и полоша услуга. Дрисла е единственото профитабилно предпријатие во Скопје и тоа не смее да падне во рацете на приватни поседници кои потоа ќе прават профит врз грбот на нашите сограѓани. Дрисла има неплатени обврски од многу општини кои се во владеачкото мнозинство, така да премиерот Мицковски пред се го повикуваме да ги подмират сметките кои ги имаат кон Дрисла. Со Левица приватизирањето не е опција. Ние децидно ќе се бориме против секој обид за приватизирање на јавните предпријатија. Овој град мора да има своји силни градски предпријатија кои ќе одговорат на потребите на нашите сограѓани.